Бројни вакви случаи има и во бугарската историја, но денешната бугарска пропаганда молчи за нив. Така, например, еден од првите бугарски природбеници, Васил Априлов, роден во 1789 година во Габрово, исто така себе си отпрвин се декларирал како грк, се додека во 1831 година не се запознал со делата на рускиот богорофил Венелин, пошто наеднаш почнал да се декларира како бугарин. Впрочем, дури во 19 век голем број жители на Бугарија воопшто не знаеле каква е нивната етничка припадност и за ова постојат бројни докази. Така, например, англискиот патеписец Вилијам Майкмал во 1818 година, откако посетил неколку градови на територијата на денешна Бугарија, сосема јасно запишал дека припадниците на тамошното население себе си се декларирале како срби. Овој патеписец го посетил и селото Хевица, денешен Љубимец, близу Хасково, и таму повторно запишал дека населението е српско. Дека на територијата на Бугарија живеат срби, тврдел и истакнатиот француски дипломат Бузбек, кој дури 2 пати престојувал во Бугарија. До овие сознанија и тој дошол врз основа на разговорите со тамошното население кое себе си се декларирало како српско. Како срби себе си се декларирале и истакнати жители на Бугарија. Еден од нив бил Јован Рајко од Видин, кој не само што тврдел дека во Бугарија живеат срби, туку и самиот оставил значајни дела за српската историја. Исте и случајот со Никола Пашик од Тетевен, кој исто така се декларирал како србин, па и тој оставил значајни дела за српската историја. Имало и бројни бугари што себе си се декларирале како грци, а така биле третирани од страна на странски патеписци. Патеписецот Адам Нил во 1805 запишал дека во Разград живеат само грци, евреи и турци, ни трагат бугарите. Џон Галт, кој во 1811 ја посетил Софија, исто така запишал дека таму живеат грци. Познати бугарски интелектуалци во тоа време себе си се декларирале како грци, а некои од нив ја ширеле и грчката писменост низ Бугарија. Некои од нив се Деметриус Александридес, лекар од Трново, кој ја превел на грчки историјата на Грција, Анастасиус Георгиадес од Пловдив, кој преведувал медицински книги на грчки, Никола Савов, интелектуалец од Трново, кој сиот живот се декларирал како грк, Стефан и Александар Богороди од Котел, кои биле службеници во турската администрација, а себе си се декларирале како грци, и многу други. За декларирањето на огромен број бугари како грци пишували и тогашните историчари, Голубински од Русија, Друмев, Шишманов и други. Тие забележале дека прифаќањето на грчкото етничко потекло од страна на населението во Бугарија било масовна и доброволна појава. Постојат и други називи за жителите на Бугарија низ историјата. Па доколку етничката припадност на еден народ се определува врз основа на себе декларирањето на поединци од тој народ, тогаш треба ли да се заклучи дека денешните жители на Бугарија порано биле етнички срби или етнички грци?